Добре дојавте назад во утринската програма на Телма. Еден од најпогодените сектори од пандемијата, туризмот, забрзано се опоравува. Луѓето како да сакаат да го надоместат пропуштеното во двегодишната изолација, па удрија на патување секој според своите афинитети и можности. Се опоравува и Македонија според статистиката и посетата на бројот на туристи, но незначително во споредба со другите. На стартот на летото, сезона во која најмногу се патува, за туризмот зборуваме со Бранко Босилков, лиценциран туристички водич и председател на Сдружение на туристички водичи на Македонија. Господине Босилков, добро утро, добро дојавте во студиото на Телма. Добро утро за вас, добро утро за гледачите на Телма. Генерално, каков е вашиот впечаток настрана од бројките кои ги вади државната статистика? Дали тргна работава на подобро после двегодишната пандемија? Па сега, бројките секојаш зборуваат, нели? Меѓутоа, убаво рековте во најавата дека луѓето беа гладни да излезат од дома, да прошетаат, да видат. Сега колку ние умешно го искористивме тоа ослободување од рестрикциите од короната, тоа е друго прашање. Иначе да, 2 години бевме локдаун, бевме усмерени на домашни локалитети, што и беше паметно. Штета тоа што не прејде во навика за понатаму. Имаме политика на локални држави, на држави од поранешна Југославија, каде што постојано се има кампања за свеста динарот да го потрошат дома. Кога зборуваме глобално, најдов некои податоци дека Северна и Јужна Америка до крајот на 2023 година ќе бидат комплетно опоравени, односно ќе ја престигнат 2019 како рекордна година по бројот на туристи, за разлика од Европа, Источна Европа, Африка и Азиско-пацифичкиот регион кој ќе се опорави во текот на 2024 и последни, според таа глобална мапа, би се опоравиле Карипските острови во 2025. Во тој контекст би спомнал само уште Србија во 2022 доживеа бум во туризмот и ги собори сите претходни рекорди, го урна рекордот од најдобрите години кога станува збор за бројот на посети на странски туристи пред се. Како ние, како Македонија, стоиме на овој план? Знаете што, треба да се гледа малце поаналитички тој тренд 22-23. Ако да речеме параметар се зема 2019, па 2 години немате патување и сега. Тоа е како бранот, знаете, кој ќе се повлече водата и сега нема вода и кој ќе дојде таласот, ама дали ќе се задржи тој талас? Од 22 и 23 рековме глад за патување, али дали тоа ќе продолжи 24-25 година? Ќе има некоја стагнација или равна линија во тој тренд. Сега, пак викам, националните стратегии на државите, колку умешно ќе го изменаџираат тоа, да таа линија сепак не биде баш равна, него да се задржи некој развој. Секој еден гостин дојден представува реклама за себе и најдобра реклама е дојден турист, услужен, убаво време да помине и споделен позитивен впечаток. Да, споделување на позитивен впечаток и тоа е најдобрата реклама. Господин Босилков, ќе ми дозволите само кусо да цитирам дел од податоците од Државниот завод за статистика, вели во периодот јануари-април 2023 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристи е зголемен за 24,3% и тоа кај домашните туристи има намалување за 3,6%, а кај странските има зголемување за 46%. Во периодот јануари-април исто така годинава, во однос на истиот период од лани, бројот на ноќевања е зголемен за 13,6% и тоа кај домашните туристи има намалување, кај странските зголемување. Ова покажува дека и Македонија бројот на туристи се зголемува во однос на претходната, меѓутоа како што рековте, не може тоа да биде вистински репер со оглед на тоа што се споредуваме со година кога светот се опоравува од пандемија и кога во 2020 туризмот имаше стрмоглав пат во бројот на ноќевања, кога цел свет беше во комплетен нокдаун или во карантин, кога никој не мрдаше од дома и сега секое зголемување на бројките изгледа одушевувачки, меѓутоа ние како Македонија сме се уште далеку на нивото од пред
пандемиската 2019, кога исто така бележиме рекордни бројки во однос на туризмот. Апсолутно е така. Знаете што, во однос на 2019, ако некаков развој постигнавме, комбинирано од напор на локалните туроператори, глобалните движења, туроператори кои ја продаваат Македонија, за време на короната имаше тој стрмоглав пад, значи бевме усмерени само кон, и тоа не првата година од короната, него втората, потрошете дома, ваучери за помош да се искористат по хотелите. Ослободувањето од короната, од рестрикциите од короната, може би не го изменаџиравме, пак ќе речам на она претходното, да се створи таа навика, оти луѓето почнаа да ја откриваат Македонија. Усмерени кон тоа локално патување. Сега, ете во соседни земји имаме се уште ваучер систем дома да ги потрошат парите. И тоа многу добро функционира. Јас гледав на хрватска телевизија која секојаш, да речеме, во Југославија се земаше како репер за развој на туризмот. Секојаш најсериозно го третирале туризмот. Нивните стратегии за развој беа брилјантно направени. Во Хрватска жестоки критики има на владата зашто не го поддржа тој ваучер систем. Сепак, тие се малце друга димензија, тие одат на висок туризам. Добро, тие имаат и Јадран, имаат море, меѓутоа добро е еве да споделите различни искуства од различни земји. Зошто кога станува збор за Македонија, вие реков во најавата сте лицензиран туристички водич, човек во бизнисот повеќе од 3 децении. Да. Значи ја познавате во срж туристичката индустрија. Зошто кога зборуваме за туризмот во Македонија, прво што ни паѓа и единствено, за жал, е посета на Скопје, Охрид и Маврово евентуално? И малку мојата родна Битола. Пропуштам нешто, еве кажете што друго можеме да им понудиме ние на странските гости? Знаете или ајде и на домашните? Вака. Најпрво, кај нас немаме стратегија за туризмот. Стратегија како документ. Значи, стратегијата која што последна беше направена е дебело истечена и ние немаме стратегија за развој на туризмот. Одделно од тоа, немаме закон за туристичка дејност. Имаме на хартија, тој закон е стар од пред 2008 година, знаете што значи во 21 век 15 години секоја сезона се менуваат услови и треба да се биде во тек со времето. Ние 15 години имаме една крпеница каде што последниве пак 3-4-5 години немаме ни она што се вика измени и дополненија, малце да се реагира, да се подобрат некои работи во тој закон за туризам. И сето тоа си остава рефлексија. Оставено е туроператорите како знаат да се снаоѓаат. Еве сега да не набројувам. Ние се уште имаме визен режим со држави кои што имаат постигнато солиден просечен приход, како да речам финансиски приход кај граѓаните, сакаат да шетаат, сакаат да трошат. Една Црна Гора, Босна имаат ослободено тие визни режими, ние се уште нешто визи глумиме и што да ви кажам. И со тоа ги отстрануваме тие туристи кои што борбата е за секој еден турист. Знаете како? Треба да се направат максимални напори и секој еден турист, секоја една држава која што е потенцијал да се види што треба, како треба да се донесат тие луѓе. Да не се споредуваме со земјите кои имаат и море да понудат, меѓутоа еве ги спомнавте Босна, ја спомнавме и Србија која минатата година доживува бум во туризмот. Што тоа подобро го прават србите од нас или еве дури и Босна и Херцеговина која е во срцето на Балканот? Кои искуства од таму можеме да ги пресликаме овде за да забележиме подобри резултати? Значи, пак ќе кажам, имаат стратегија за туризам. Постојат професори кои што треба да изготват таков документ, кој што ќе ги лоцира можностите на таа држава. Немаме море. Па не е све море. Дефиницијата одмор не значи лежење и печење на сонце за секого. Ако погледнете во светски размери, дали 40% одат за да се печат на сонце. Нека не звучи негативно сега, да не ми се налутат колегите од агенциите што продаваат одмори. Не, но факт е дека Грција, Шпанија и Италија, например, и во светски, не само во европски рамки, се едни од најпосетените туристички дестинации и тоа се должи на тоа што се медитерански земји и имаат што да понудат. Но треба да се менаџираат ресурсите. Немаме море, имаме реки, имаме езера, имаме планини.
тоа е туризам што функционира 12 месеци. Ако морето е да речеме 3 до 4 месеци, ова може да функционира 12 месеци. Сега, да го цитирам еден професор по географија од Факултетот за туризам во Охрид, вели географски, Македонија обилува со стари планини. Што значи тоа стари планини? Значи обли, не се остри врвови. Обли значи погодни за секого за пешачење. И тоа може 12 месеци да се практицира. Зошто не умееме тоа да им го продадеме на странските гости? Велите немаме стратегија. Еве, ако ви дадат можност како председател на Сдружение на туристички водичи, што би имплементирале во таа стратегија? Кои би биле точки во фокусот за да ги привлечеме странските гости да ги видат нашите преубави планини, нашата преубава природа, нашите реки и езера? Знаете што, не сум толку умен во 3 реченици да го кажам сето тоа. На крајот на криштата има и поучени од мене, но една стратегија со механизми, кај нас, со години функционира законот за субвенционирање, кој што од старт беше погрешен, сега некого ќе налутам, од старт беше погрешен затоа што одеше субвенционирање по донесен турист. Не е тоа исто доколку знаете дека некој ќе биде во хотел со 1,5 звезда и ќе потроши 15 евра на ден, или турист донесен, ајде да не претендираме на 5 звезди, ама 3-4 звезди, кој што ќе потроши 50 евра на ден. Значи, финансискиот коефициент, ако владата, еве да речеме, како домаќин на општественото богатство, се грижи да ќе дадам пари субвенција, што добивам назад? Бенефит за државата. Значи, оној што потрошил 50 евра на ден, треба да добие повеќе. Не може да добие исто колку и оној што добил 15 евра на ден. И тоа створи една ситуација каде што се манипулираше и многу и се даваше повеќе субвенција отколку што има приход. Али назад на прашањето што би се направило. Па еве гледате секојдневно на телевизија, патот за Охрид во сред сезона се затвори. Јас затвчера бев за Охрид и што сега да кажам пред туристиве. Имав туристи од Холандија и гледаат, вика, па добро, сега ли мораше да го прават патот? Па добро, викам, патот се прави едно 6-7 години и се гледаат меѓу себе. Значи, туристичка дестинација Охрид, бисер на туризмот, не знам, колевка на културата, во сред сезона го отсековме и тамо точно затвчера се деси сообраќајка на локалниот пат, па моравме преку ниви да се справуваме некако да излеземе, а летно време гужва жешко се дешаваат такви сообраќајки и наеднаш 2-3 сати застој со туристите. Каква реклама сме? Ајде уште малку да ја дорасипеме таа идилична слика за преубавата природа во Македонија, не само тоа дека се реконструира пат на почеток на екот на летната сезона кога Охрид треба да биде најпосетена дестинација. Да прекинам малку. Природата е убава, општеството малку треба. Така. Општеството што ја расипува таа идилична слика на природата, на секој чекор шут, пластични кеси, шишиња, глутници од улични куќиња, нема јавни тоалети, па на повеќе локации низ градов мириса на урина. Да. Дали тоа вашите гости кога ги шетате низ градов го забележуваат, ве предупредуваат, ве прашуваат? Ви се случило некој од гостите кои ги шетате странски да побарат да оди во тоалет, па да не знаете да се снајдете и каде да го упатите и што да му кажете? Се случувало многу пати. Значи, со тие тоалети, со кучињата, веќе остаревме со таа проблематика. Секоја наредна власт или секоја наредна управа на градот, да почнам од Скопје, да не одам понатамо за Охрид и за другите, а ќе се дојде, нели, во фотелјата, ќе се седне и ајде што треба да направиме да помогнеме и ги изнесуваме, тие ми се веќе изветвени хартиите. 100 пати погледнете забелешките, викам, од претходното. Тоалети, шут, едно кале каде што е обавезен хајлајт во градот, нели, што се покажува, до пред недела дена беше пампасите во Латинска Америка. Змијарник трева 2,5 метра висока и не се чувствуваат безбедно туристи да гледаат тамо. Сепак е искосија, значи. Последниот пат кога бев пред 4 дена видов паркирани оние моторчињата, да не речам дека не е се уште искосена,
видов тие машинките за стрижење, ама требаше да дојде 20 јуни за да се искоси тревата. Добро, Босилков, што правите? Голдате кнедли кога ќе ве прашат некој од холанѓаните? Имам потреба од тоалет. Како одговарате? Па истото што ќе отидете на Кале, например, која е неизбежна, незаобиколна точка од посетата на Скопје. И ние како политичарите научивме за да го тргнеме вниманието, покажуваме нешто што е друго, убаво, шарено, за да не гледаат во она што не чини. Сега одиме на Кале, голтаме кнедла, јас им кажувам, археолозите работеат тука, па што е оваа стаклена градба, па требаше да биде музејче, ама не е музејче, па зашто е затворена вратата тамо? Па тоа не смеам ич, па да им кажувам, имаше интеретнички конфликт, па заради тоа се уште вратата, втората капија на Кале е затворена, иначе би било многу убаво кружен тек да е, одиме па се враќаме. Но ми го избегнувате одговорот на прашањето кога бараат тоалет. Шетате низ старата скопска чаршија. Да. Кон Кале, например. И имате големи тури, имаат по 20 на луѓе, нели? Се случува. По 20 и по 30 има. И нормално е кога се пие вода многу, од време на време некој да има потреба од тоалет. Што им одговара? Ги праќате во локалните кафулиња или како? Да се снајдат? Ги оставате во природа? Не, среќа што угостителите сваќаат целата ситуација, сепак излегуваат во пресред. Барем до сега не ми направиле проблем угостителите. Двајца, тројца. Јас, знаете што, кога доаѓа групата со придружникот нивни, му обрнувам внимание. Застанете, направете пауза негде за тоалет, или ако тргнуваат од хотел, дали сите тоалет завршивте? Да. Страшно звучи. Страшно. Како здружение на туристички водичи, велите сте разговарале со градските власти. Меѓутоа сте имале ли конкретен состанок, например со актуелната градоначалничка Арсовска или со агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, дека има некои работи кои не смеат да се дозволат да бидат вакви какви што се, ако сакаме подготвени да пречекаме следната туристичка сезона или следната туристичка тура, бидејќи доаѓаат холанѓани, доаѓаат луѓе од Турција, доаѓаат луѓе од секаде. Со градоначалничката не сме имале ни среќа, ни чест да се сретнеме, она е презафатена со други работи. Со поголеми работи отколку што е да се види со водичите. Има тамо раководител на ЛЕР, пренесени си сите овие работи како и на предходните раководители, промени нема. Агенцијата за промоција на туризмот, тамо постои едно тело што се вика Совет на Агенција за промоција и поддршка на туризмот. Тамо сме повеќе организации, ХОТАМ, Хотелското здружение, коморите, здруженија. Со еден благ збор не функционира, не се сретнуваме, затоа што ете и тамо има некои поделени интереси внатре, да не ми се лутат колегите, но зашто вака, зашто така и не функционира, немаме состаноци. Добро, што прават луѓето што работат таму, освен што патуваат по конференции, семинари во странство за да видат како тоа функционира во светот? Што прават за нас, за Македонија, за промоција и за поддршка на туризмот? Се прави ли нешто? Па сега се прави. Повеќе се реагира на интерес од странските, отколку што ние имаме некои идеи како некого да анимираме и заинтересираме. Повеќе се е реакција ако домашниве туроператори испровоцираат интерес кај некоја странска агенција, па таа дојде, па нели се почнат со сите тие подготовки за наредна сезона и да излезе во пресред со она што може да го направи. Знаете што, кај нас некако све отиде интересот, цела влада работи, енергетската криза, признавањето како да нема други ресори во владата. И на крајот на криштата треба и да се донесе едно конечно решение. Или ќе е агенцијата со сите овластувања, или не, нека не е, поарно нека не е, нека се врати назад надлежноста во Министерство за економија. Имаме инспекција, немаме инспекција. Имаме инспекција, не смее да постапува. Охрид беше символ за туристичка инспекција постапување. Сега нигде ги нема, колегите од Охрид ми се жалат, вика хара, кој како сака, ништо не се реагира, а таа туристичка инспекција, впрочем, не само да инспектира кој водичи водат, се лиценцирани, кои не се. Да. Меѓутоа треба да ги забележува и оние работи девијантни кои што го грубат лицето. Туристичката инспекција, ние како водичи сигнализираме плочите на мостот Око се украдени насред мост до пред археолошки музеј, никој ни видел ни чул.
туристичка инспекција треба да сигнализира до градот, до надлежните, до Министерството за култура, оштетено, украдено, да се надомести. Во сред сезона носам, вика, на што личиме? Вика, нема ни плоча, нема ни ништо. Многу се работи за да може, знаете како во еден краток период све да се набележи или да се... Добра, ја спомнавте турата од Холандија која сте ја носеле во Охрид. Може ли да споделите некој друг впечаток од некоја од последните тури, на пример со гости од странство, кога ги шетате низ Скопје? Како тоа изгледа? Од каде тргнувате? Кој дел им е најинтересен? Од што најмногу се жалат? На што најмногу се одушевуваат? Па знаете што, горе-долу пак ќе дојдам до оној контроверзен проект, нели, кај што се изградија многу згради, многу споменици, делумно и постојат материјали за спомениците кои што, како, зошто, делумно и сами мислите на Скопје 2014? Да. На еден или на друг начин, тоа скапо не кошташе, можда и прескапо не кошташе, но ете, сега има нешто плюс да покажеме. Порано ќе дојдевме на плоштад Македонија, Ристичева палата и толку завршува приказната. Додека ги поминеме кај оние дивите таксисти кај поранашната автобуска станица, беше борба да не ти изгазат турист. Но сега, зошто кај нас мора се да биде на контра? Не се одржуваат, почнуваат да обледуваат. Што сега да покажеме дека тоа бил погрешен? Потрошени се парите. Парите се потрошени. Нема да ги вратиме ни ако ги срушиме, ни ако ги дислоцираме, ни ако ги запоставиме. Ама да ги употребиме, затоа што сепак камерата на туристот има што да фати. Да не одиме све на контра и на реваншизам. Едно време по тој оспоруван и контроверзен проект, како што го спомнавте, Скопје 2014-та, Скопје главниот град му го презаде и приматот во 1 до 2 години на Охрид како најпосетена туристичка дестинација во Македонија. Во меѓувреме бројките повторно се вратија на старото. Езерскиот туризам е најдоминантен кога станува збор по области кога го делиме. Меѓутоа, ова што го велите факт е дека Скопје 2014, односно градбите од тој проект, се уште го привлекуваат вниманието на туристите. Што сакаат да прашаат? Која приказна им ја продаваме на странците? Знаете како, странците доаѓаат и тоа често пати на колегите и помладите колеги им го објаснувам. Водењето тура не е час по историја, дека ако цела историја брилјантно ја научиш, само ќе ги угушиш. Луѓето сакаат една лесна, лежерна приказна, ама ако прашаат, треба да добијат поширок одговор. Да, треба да се представи македонската историја, името Македонија 2700 години старо, од кај доаѓа името. Од соседни држави, македонци не знаат од каде доаѓа името Македонија. Македонци не знаат од каде доаѓа името Македонија, прво и основно. Тие кои што се сретнуваат. Сега, приказната, најчесто е прашањето зошто толку многу споменици на едно место. Јас се шегувам, па сакавме да конкурираме за Гинисова книга на рекорди, скулптури по квадратен метар и сигурно ќе победиме, се уште стојам на тоа. Приказната секој водич сам ја креира, затоа што немаме официјално. 2016 се прекина тој проект, архитектите кои работеа, некој нешто објавија, некој нешто не објавија, и самите водичи се трудеа, нема унифицирана приказна за тоа. И се третира како едно касно национално будење, па тука... Сами и ја организирате, односно ја правите дестинацијата, каде прво ќе тргнете, каде ќе завршите, дали ќе ја посетите Матка или Милениумскиот крст, или ќе одите во Старата Скопска чаршија и на Кале. Секој сам си организира според интересот на групата или како тоа? Не, знаете како, разгледот на градот Скопје е мање више класика. Значи, или ќе тргнете од Кале, ќе завршите кај Стара железничка, или обратно. Сега, измеѓу, агенцијата вика Топикс. Се влегува во Мајка Тереза меморијалната куќа, не се влегува. Се влегува во Свети Спас, не се влегува. Али од Кале, низ Старата чаршија, двата плоштади, до Старата железничка станица, тоа е класична тура. Сега, екстензија на разгледот на град Скопје е дали ќе се оди на жичарата горе на крстот, дали ќе се оди Пантелеимон, дали ќе се оди Матка Врело е една од најголемите туристички атракции
кај кои гости, од каде доаѓаат тие гости што најмногу на пример се интересираат за матка, врело? За таквите по-специфични области или понуди што имаме да им ги дадеме на странците. Знаете што, кога зборуваме за напорите за промоција, National Geographic направи повеќе за матка отколку било кој друг. Со истражувањето на подводната пештера, која што испадна најдлабока во Европа, само тој податок привлече многу гости. Привлекува многу гости. И тука профилот е од најмлади до најстари, дури некогаш не можат ни да се качат горе до пештерата. Авантуристи од целиот свет. Од целиот свет. Самото возење со бродче низ кањонот на Матка е спектакуларно и точно еден тотален релакс. Така да не постои тесна категорија кој е заинтересиран. Сите сакаат да ја видат Матка. Сите слушнале како обавезно. Сега, ајде да дојдеме лошиот дел од приказната. Она сметлиште и ѓубре тамо и обично во сабота и недела полиција ќе дојде во 11 саатот откако ќе се загуши целиот сообраќај, наместо знаат сабота и недела дека е гужва, да се пропуштаат автобусите до паркингот и да излезат. Значи да ги остават патниците и да се отстранат. Кога ќе заврши турата, постојат телефони, 21 век ќе дојде автобусот да ги земе патниците. Што се случува? Секој ќе паркира кај што сака и тука ни 500 пајак возила не можат да го регулираат. Полиција застанува на горницата кај Глумово и вика до тука. Ало, имам група која што има ручек на езерото, значи да потроши пари, данок ќе се остане од тоа. Не, и треба 5 километри пешки да ги водам пона и уште некој локален пријател на полицијата ќе пропуштат и малтене ќе ти ги изгазат на патниците на самата улица. А да не зборуваме дека порано постоеше рампа кај големиот паркинг, па од рампата само возила на браната можеа да поминат. Сега горе тоа е хаос. Тесна е уличката, малтене ќе паднат во реката, во кањонот туристиве. Што уште повеќе да се каже? Значи заклучокот би бил дека тоа што го имаме не знаеме да го понудиме, напротив, тоа што чини го упропастуваме. Апсолутно. Наместо како што треба се правиме наопаку. Па ете каснат и законски регулативи и системски регулативи каснат. Значи, знаеш, Матка ти е туристичка атракција. Мораш да го регулираш сабота и недела тоа на друг начин. Уште са бајле горе да влезе, да остави патници да излезе. На големиот паркинг мора да има место автобус да се заврти и да се отстрани. Мора и тревата на кале да биде искосена навреме. Тревата на кале да биде искосена. Кучињата, ете сега имаме директор на ова државното склониште за кучиња. Мора и во старата Скопска чаршија да има јавен тоалет. И на плоштадот. Мора уште многу работи да има. На почетокот ви реков, не сум толку умен во 3 реченици да ви кажам све што е проблем, ама во меѓувреме светот оди напред, па продава сега во тренд е еден од најголемите светски трендови кога се зборува за туризмот е pleasure или како се вика business and pleasure, па се спојуваат тие службени патувања се продолжуваат за да се доживее местото каде што се патува, се спојува ползата и задоволството, односно работата и задоволството се спојува во едно. Да. Па на светско ниво расте и бројот на ноќевања. Ако во 2022 бил просекот на ноќевања на туризам генерално зборувано 3,4 ноќи, сега во 2023 се очекува да надмине 7 ноќевања. Колку сме ние далеко од овие светски трендови или ова прашање е веќе депласирано со оглед на тоа што го чувме претходно? Многу сме далеко се уште. Кај нас можда двете цени и се зборува за конгресен центар. Го имаме, го немаме. Го немаме, се зборува за конгресен центар. Имаме еден хотел што се вика така во Охрид? Хотел. Но не како фасилити, како институција која што ќе понуди сите услови, а после тој конгресен центар, еден хотел не може да ги смести сите тие гости, дојдат 500 гости. Кој хотел собира 500 гости кај нас? Значи, после секој ќе си се определи за по хотел. Меѓутоа, системски, законски, инфраструктурни мерки. Ние патот го затворивме во среде сезона, зборуваме за конгрес, за зголемување на број на ноќевања. Она дека рековте плажите и езерата, да, ама за да останат повеќе ноќи треба да се понудат содржини, треба да се понудат услови, да се понуди поголема услуга. Кога ќе влеземе во една кафана, како викаме за некој келнер? Ова е фантастичен келнер. Зошто? Влегувате и викате, ајде една ракија и салата.
а да ви направам нешто. Да, го спомнав ова бизнис и задоволство како еден од трендови. Тука се здравствен туризам, планински велосипедизам, кајакарство. За се што ние имаме потенцијал, меѓутоа ете не знаеме да го искористиме. И сепак, после секоја сезона или пред секоја сезона, ако според 1 мај или според Великден може да се цени, Охриѓани годинава ке тријат раце и после секоја сезона Охриѓани на некој начин тријат раце или дури па на зголемен број на туристи се надеваат и Крушев, луѓето од Крушево, па Маврово. Како успеваме секоја година да бидеме задоволни од тоа што е така како што е? Како? Ете, Охрид под дефиниција како балкански центар изобилува со голем број на гости од соседна Албанија, Србија, Турција. Јас би го сменил малку пристапот. Не само да броиме колку посетители, колку туристи дошли. Дај да го видиме финансискиот коефициент. Значи, колку тие оставиле пари. Да престанеме со она, да, дојдоа, ама спие во 15 евра хотел. Кој ќе донесеме, ајде да не скокаме како хрватите веднаш на 100 евра. Да скокнеме на 30, на 40 евра и така понатаму да се трудиме со сите можни средства да финансискиот коефициент биде повисок. Господине Басилков, ви посакувам успешна работа во текот на летото и понатаму и ете, да се изборите како здружение за стратегија во туризмот, за искусни и меродавни надлежни луѓе во секторот, за конечно малку да ни тргне и во туризмот. Благодарам и јас го посакувам тоа, ако не толку за мене и моите колеги од мојата генерација, ама имаме голем број млади водичи што ете за короната ни се десеткуваше листата на водичи, дефицитарни јазици. Побегна, сега правиме напор да вратиме, нели во портфолиото да имаме од дефицитарни јазици, за нив да се обезбеди повеќе работа, ама... Да, не спомнавме таа тема, кај немаме инфраструктура, немаме стратегија, нешто што ќе се соочиме и тоа многу брзо ќе биде и недостигот на работници во туристичката индустрија, тоа е исто така светски тренд. Веќе се чувствува, да, веќе се чувствува во сите сегменти, сите одат негде каде што, да речеме, подобра плата. Водичите не можат да бидат водичи во Хрватска или во Франција, ама треба да им обезбедиме малце поголем број на туристи за да има што да работат. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, останете со нас, во студиото се враќаат Ивана и Марко и одиме на лице место со Марија.